Значи, за тоа што беше досега имаме зборено, мрежата што е пуштена во употреба од 12,5 километри е со решение за употреба и таа целата може да се делат приклучоците за домакинствата и за индустријата. Оваа година ни беше доста успешна, со доста заштеди за локалната самоуправа. Сега веќе отпочнуваме со еден друг дел, со приклучокот на домакинствата, на индустријата. За таа цел ние пролета продолживме со работа и пред некаде месец дена, месец и пол завршивме со една друга делница, која што е со должина од околу 3 километри и истата од која беше завршена беше ставена во редовна процедура. Знаете веќе како оди тоа, испитување од технички, од машински факултет, техничкиот извештај, цирко, што беше успешно завршено на 4 бари, не 6 бара, после тоа сразмерно на нивните извести и елаборати, на наше задоволство, се беше во најдобар ред и на 17 овој месец, на 17.6, добивме од Министерството за економија, од Државниот инспекторат за технички инспекции решение за употреба на новите на 2750 метри, кој што се нова делница од секундарна мрежа со помал обем и ги опфаќа улиците. Улица Ѓорги Упчев во цела должина. Делница 1-2, улица Маршал Тито, од вкрстосување со улица Ристоман Попчевски до вкрстосување со улица Ѓорги Упчев. Делница 1-3, од улица Ристоман Попчевски, од вкрстосување со улица Маршал Тито до вкрстосување со улица 11 септември. Делница 1-4, од улица Ристоман Попчевски, од вкрстосување со улица 11 септември до вкрстосување со улица Епименонде Попандонов. Делница 1-5, од 11 септември од вкрстосување со улица Елка Јанкова до вкрстосување со улица Ристоман Попчевски. Делница 1-6, од почеток на улица Епименонде Попандонов до вкрстосување со улица Елка Јанкова. Делница 1-7, улица Ристоман Попчевски од вкрстосување со 11 септември до вкрстосување со улица Епименонде Попандонов. Делница 1-8, од улица Ристоман Попчевски од вкрстосување со улица Епименонде Попандонов до вкрстосување со улица Спиро Заков. Делница 1-9, улица Ристоман Попчевски од вкрстосување со улица Спиро Заков. Делница 1-10, од улица Епименонде Попандонов од вкрстосување со улица Елка Јанкова до вкрстосување со улица Ристоман Попчевски. Делница 1-11, улица Спиро Заков од вкрстосување со улица Елка Јанкова до вкрстосување со улица Ристоман Попчевски. Делница 1-12, улица 11 септември од вкрстосување со Ристоман Попчевски до спојување со Епименонде Попандонов. Делница 1-13, Епименонде Попандонов од вкрстосување со Ристоман Попчевски до спојување со улица 11 септември. Преминот на улица Младинска, што ги спојува тие улици. Делница 1-15, Илија Чичков од вкрстосување со улица Ѓорги Упчев до вкрстосување со улица Мара Минанова. Делница 1-16, улица Младинска од спојување со Мара Минанова до крај. И делница 1-17, улица Мара Минанова од спојување со улица Младинска до вкрстосување со улица Илија Чичков. Тоа се делниците точно опишани што веќе се во употреба и домакинствата и другите субјекти може да дојдат да бидат приклучени, а согласно и веќе претходните барања што ги имавме од тие улици, од понеделник ќе пристапиме со приклучување и монтирање на мерните уреди што се стават пред нивните објекти. За тие што не ги знаат, може би до детал сите тие улици, тоа е делот на влезот на струмицот кај Валандово од техничкото училиште према излезот према Валандово. Цела таа делница, повторувам, е испитана, одобрена, спремна за пуштање во употреба и за приклучок на домакинствата. Исто така, дојдени се сетовите, што покасно ќе ги видите, за приклучок на куќните ормари од реномираната германска фирма Елстер. Значи се е спремно, нашите екипи се на терен и од понеделник почнуваме со реализирање на веќе поднесените барања. Од претходната делница што беа поднесени барања, од тие 12,5 км, значи секаде каде што проаѓа во непосредна близина, и ова стриктно намената секундарна мрежа за улични приклучоци. А веќе во меѓувреме граѓаните што живеат на потегот околу улица Елка Јанкова може да видат се работи, таму оваа недела ќе завршиме
и тој потек долниот дел од техничкото училиште на кај школата во Царов ќе биде завршена некаде до понеделник. После тоа се префрлуваме на квартот позади ресторанот Пеликатни, како да кажам, новата населба, каде што и таму ќе продолжи целата градба и кога ќе заврши таа заедно со оваа тука околу улицата Елка Јанкова, ќе се повтори целата таа процедура, испитување, ставање во употреба, тогаш тој дел од луѓето, тој дел од домаќинствата и индустријските капацитети ќе ги може да ги приклучуваме со тоа што имаме една опција додека се копа со една минимална уплата, со одлука на Совеште донесено 200 евра, ние можеме да им оставиме припрема за повторно после да не копаме, а кога тие ќе сакаат, ќе го доплатат останатиот дел и ќе се местат ормарите. Значи, тоа е за наредниот период што ни следува. И исто така да кажам дека до крајот на неделата очекувам да ни стигнат уште 3 мат модули за набавка на газ, кои што ни се платени, веќе доувачот не извесе дека очекува до кај петок да бидат стигнати, со тоа што ќе ни се зголеми уште повеќе нашата моќ на снабдување и за пренос на газ.